веќе видено на телевизија. Тоа е нашето студио за вести. Денес во вестите со вас Ива. Секогаш ми е било желба да бидам пред камери и да давам интервјуа и мислам дека денешното случување ќе ми остане во сеќавање за секогаш. Прв пат седнам на ово столче, читав, гледав како е позади камерите, како се тоа функционира, на кој начин они ги прикажуваат вестите. Првото искуство ми беше многу убаво. Сметам дека е многу важно младите одблизу да видат како функционираат професионалните медиуми, затоа што денеска информациите се насекаде околу нас, не одиме ние по нив, тие буквално не бркаат преку нашите мобилни телефони, преку таблети, преку компјутери, насекаде. Така што мислам дека е многу важно децата од најмала возраст да се стекнуваат со вештини, за да може да препознаат кому треба да му веруваат. Сакав да ги видам како ги едитираат тие видеа, како стават анимации, се воодушевив како тие повеќето од времето го поминуваат проверувајќи ги вестите дали се точни или не. Се информираме повеќе од интернетот, Инстаграм, ТикТок, Твитер, такви социјални мрежи. Пред се беше ново искуство затоа што влеговме во МИА и дознавме како ги црпат информациите, како доаѓаат до тоа и како се формира една вест. Бидејќи социјалните медиуми се расадник на лажни вести, добро е да ги посетат вистинските медиуми, да научат како се продуцира вистинска, веродостојна информација и да се информираат онаму каде што професионално се работи, бидејќи добро информирани граѓани, особено младина, нели, е свесна младина која што може да направи одредена промена во општеството. Што значи техничка вест? Значи, ти пускат инсерти, а ти ќе го читаш. Ова што го читаш за сега, веројатно ќе ти биде цела страница. Имавме можност исто така да научиме како всушност се во ова функционира, односно да го видиме од една друга перспектива. Јас го поставив прашањето во врска со дезинформациите, поставив прашање како всушност медиумите во нашата земја се справуваат, односно го избегнуваат тој проблем. Еден клик се движи, другиот го застане. Десно. Ова е едно убаво искуство, бидејќи гледаме како всушност работат медиумите и научивме доста работи и како да детектираме лажна информација. Дознавме нови информации како всушност ние да препознаеме лажно од вистините информација, не научија, не посоветува и придонесува за ние понатака да се развиваме во информирани личности. Не треба повеќе вакви настани каде што ние се запознаваме со медиумската дејност, но исто така и со веродостојноста на медиумите и сите информации кои ние ги исцрпуваме од интернетот и од телевизијата. Главната порака што денеска ја испративме на младите е да не веруваат на се што ќе видат на социјалните мрежи или што ги прочитаат. Нека проверуваат, бидејќи лажните вести и дезинформации не се само една несолена шега, туку може да бидат и многу опасна работа. Кога скажете да ги реактате, кој мисли дека е лажна? Колку повеќе прегледи, толку повеќе ќе направат пари и исто така за да му наштетат на некој да му се опаздат ги прават тие лаги. Лагите се користат како пропаганда за политички цели. Има луѓе пробуваат да дојдат до лични информации на група на луѓе. Од апликацијата очекувам да се усовршам како да ги препознавам лажните информации на Facebook, на Instagram, Twitter, TikTok и другите социјални мрежи. Наша улога како луѓе кои што работиме, медиумски специјалисти, луѓе кои што работиме во медиумската писменост е да им помогнеме и да им даваме совети на кој начин побезбедно да функционираат во медиумскиот простор.